Добро вечер, другарки, другари, социјалдемократи. И добро вечер, моје родно Куманово. Нема поубаво чувство кога си доаѓаш дома и кога гледаш толку познати лица со толку убави сеќавања. Вие мене сите добро ме познавате, го познавате и моето семејство. И знаете колку сум горд на моето потекло и на тоа што сум израснат на само 20 метри од оваа говорница. Горд сум и затоа што моето семејство е вградено во историјата на наше Куманово. Мојот татко беше градоначалник на Куманово во еден тежок период, кога Куманово и целата држава се соочуваше со сериозни предизвици. Во време кога државата, па и регионот, беше зафатена со воен конфликт. Јас од него научив дека со мудрост, со посветеност, со решителност, со грижа за најважното, за секој наш човек, без разлика на неговата определба, без разлика на неговата етничка, верска, партиска и било која друга определба, може мирно да се преброди секој предизвик. И така и постапував во целиот мој мандат како претседател на владата. Има уште еден човек тука, кој цело време беше со Слободан и кој исто така се изгради во еден прекрасен политичар, кој достоинствено го представува Куманово веќе повеќе години, победува на избори, извршува високи функции и ја поседува таа тактичност, таа смиреност, тоа стратешко размислување, стаменост, грижа за сите, достапност за сите, и затоа сакам посебно да го поздравам некој кој што е практично и како дел на моето семејство, Оливер Спасовски. Кога се наоѓате меѓу своите, се сеќавате и на моменти кои што се дел од политиката. Јас се сеќавам Александар Арсич кога почнуваше во тие избори пред 20 на години. Се сеќавам и на голем број други другари тука кои што тогаш ги започнуваа своите први изборни активности. Беа повеќе ангажирани од тоа што јас бев, и затоа и сега се председатели на општинска организација. Потоа дојдоа Мартин како помлади, стана и координатор на пратеничка група. Куманово има чест да има една прекрасна професорка исто така во собранието, која што е една од неколкуте македонки и македонци, одликувана со највисокиот орден на Република Франција, Лидија Тасевска. Не е животот само политика, животот е и спорт. Кога доаѓав го видов тука од десна страна Саша Дејановиќ. Вчера зборував на еден подкаст на Сител дека Куманово имаше една исклучително добра кошаркарска екипа која играше во прва Б Југословенска лига. Тука во оваа спортска сала паѓа и МЗТ, и ИМТ Белград, и Раднички, Краговец и така натаму. Тој беше еден одличен бек. Цел град навивавме и за него, и за целиот тој тим. И тоа само потврдува дека ако не се откажувате, тогаш успехот секогаш доаѓа. Куманово покажа во 2020 година дека може да победи на изборите со 3.500 разлика, а јас сум сигурен дека на овие избори СДСМ во Куманово ќе победи со 4.000 разлика. И драги мои сограѓани,
Куманово секогаш било бастионот на социјалдемократијата. Затоа што кумановци се мудри, луѓе кои знаат што е она што е најдобро за државата. Градот што се крена прв против фашизмот во народно-ослободителната борба, знае што значи да се биде на вистинската страна на историјата. Куманово знае што значи борба за подобра иднина. И, драги мои кумановци, кумановчанки, денес, кога ќе ве видам во вака голем број, јасно и гласно кажуваме дека одиме напред и дека нема откажување од иднината. Нема откажување од надежта, нема откажување од визијата, нема откажување од желбата за подобро утре и нема откажување од Европска Македонија. На престојните избори, јас немам дилема дека изборот ќе биде помеѓу надеж и безнадежност, помеѓу просперитетна иднина со СДСМ и заглавени и понижени со ДПМНЕ. А повторно заглавување со наведната глава никој не сака. Никој не сака да гледа нови 11 години, како што ги гледавме во времето на Никола Груевски. ДПМНЕ ниту ги интересира иднината на државата, ниту ги интересираат граѓаните. Погледнете ги само нивните носители на листи и тоа ќе ви каже се. Сакаат на голема врата да ги вратат првите соработници на Никола Груевски. Ништо не е променето во таа партија. Тоа е истата партија која не може да донесе никакви промени, иако единствено што прави во континуитет е ветување на промени кои никогаш не ги прави. И никој од нас не заборавил како изгледаше менторот на Мицковски Груевски, кој не заглави и не донесе до дното. Неговиот наследник само ќе продолжи таму каде што неговиот ментор застана. Ќе продолжи да копа до ново дно, ќе не закопа, ќе не дозаглави, само заради нивна партиска лична сатисфакција. Поминаа 7 години, точно 7 години, кои што се прилично долго време, откако Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има чест да ја предводи владата. Во тие 7 години СДСМ направи добри работи за подобар и подостоинствен живот во Македонија. Минималната плата денес е над 370 евра. Просечната плата е над 650 евра. Иако ветивме 500 евра. Пензиите се за 6400 денари повисоки од тоа што беа во 2016 година. Невработеноста ја преполовивме и ќе продолжиме да отвораме нови работни места, ќе продолжиме со стимулирање на домашните и странските инвестиции, бидејќи тоа е единствениот начин да имаме посилна, поконкурентна економија. Тука со нас е и предводникот на економскиот тим на СДСМ, човек кој за прв пат во историјата на државата воведе систем за субвенционирање на домашните компании. До 2016 година домашните компании добиваа 0 денари помош за инвестиции. Во последните 7 години добија 100 милиони евра за отворање нови работни места, купување нови технологии, воведување нови производи, изголемување на извозот. И затоа, Фатмир Битичи, сакам да ти се заблагодарам од моје лично име за напорната работа која што ја извршуваше во времето кога јас ја предводев владата и заедно ќе продолжиме пак после 8 мај да направиме уште повеќе и за граѓаните и за компаниите. И јас сум искрен човек. Свесен сум дека и покрај се што е направено, има граѓани на кои што им е тешко, кои не можат целосно да обезбедат се што им е потребно за нивните деца. Ние работевме во време на најголема економска и енергетска криза по Втората светска војна. Во услови на увезена инфлација заради војната во Украина од 20%. Јас знам дека има родители кои легнуваат навечер и гладни за да обезбедат и да остават средства за нивните деца да можат да добијат нешто повеќе утре.
Знам дека има и пензионери кои едва врзуваат крај со крај. И јас сум граѓанин на оваа држава, и јас сум дел од вас. И знам со какви предизвици се соочуваат нашите граѓани. Но исто така знам и дека СДСМ може и мора да направи повеќе и подобро за сите. Ние имаме и план, и визија за иднината. И тој план, и таа визија се реални и остварливи. Точно знаеме што ќе направиме и како ќе го направиме тоа. Нашата изборна програма содржи реални и остварливи мерки. Програмата ќе биде пример за тоа како треба да се работи за да се обезбедат уште повисоки плати, уште повисоки пензии, посилна економија, уште повеќе работни места, уште повеќе средства за образованието, за здравството и за конкурентно земјоделство. Програмата е издржана и ќе донесе економски раст и развој. Како што пред време го исполнивме ветувањето за 500 евра просечна плата, така во наредниот мандат ќе обезбедиме просечна плата од над 1000 евра и минимална плата од над 600 евра. Тоа македонските граѓани го заслужуваат. Ние еднаш ветивме, исполнивме и сега ветуваме и ова ќе го исполниме. Поддршката за компаниите која ја споменав, која сега изнесува 100 милиони евра, до 2028 година ќе ја зголемиме на 150 милиони евра. Тоа ќе отвори нови работни места и ќе направи уште поконкурентни компании. Бидејќи СДСМ е опција која носи надеж, обезбедува подобар и подостоинствен живот за сите. Опција која не се откажува од европскиот пат. И СДСМ, кога ќе погледнете наназад, ги исполнува своите ветувања. И даваме се од себе да ги исполниме и очекувањата на граѓаните. Исто како што ги дадовме сите можни ресурси за да помогнеме на граѓаните и фирмите полесно да се справат со предизвиците од кризата. Во најтешката криза преку антикризните мерки не дозволивме ценовен шок на електричната енергија. Обезбедивме доволно електрична енергија. Обезбедивме средства во износ од 2,6 милиарди евра за најранливите категории на граѓани. И го заштитивме стандардот на граѓаните. Бидејќи грижата за секој граѓанин е приоритет. И пак ќе кажам, направивме многу, но направивме и грешки. Направивме грешки и при избор на некои кадровски решенија. И тоа ќе го промениме. Но јас знам дека една работа направивме апсолутно правилно, патриотски и државнички. Ја поставивме визијата за европска иднина на нашата земја и одиме до крај со неа. Влеговме во НАТО и започнавме преговори со Европската Унија после 17 години чекање. На Македонија е потребна Европската Унија. Но тука не говорам јас за европскиот сон. На нас не ни треба сонување. Она што ни треба и она за што се бориме е европскиот стандард, европските вредности и европскиот живот. И тоа сега, а не во некоја далечна иднина или никогаш, како што вели председателот на ДПМН. Нам ни требаат правилата, ни треба преговарачкиот процес со Европската Унија, за да можеме да ги подобриме здравството, да го подобриме образованието и да го подобриме правосудниот систем во државата. И нема лесни решенија за системски проблеми во нашата земја, ниту во било која друга земја. Но Европската Унија ни е единствената шанса за системско решение на тие проблеми. Знам исто како што знаете и вие, дека нашиот пат кон Европската Унија е еден од најтешките. Европската Унија не беше секогаш фер кон нас. Нема друга држава во регионот која поминала толку тежок пат. Но дали треба да наведнеме глава и да се откажеме, како што заговара опозицијата? Апсолутно не. Одговорно тврдам дека друга алтернатива за нашата држава нема. На нашата Македонија и е потребно членство во Европската Унија. Од Европската Унија добиваат сите граѓани.
Од Европската унија ќе дојдат и фондови, ќе дојдат повеќе финансиски средства, економијата има поголеми придобивки, инфраструктурата се подобрува, механизмите за справување со корупцијата ќе станат подостапни, ќе имаме пример за функционално владење на право, едноставно животот ќе стане подобар. И нема друго решение. Ако ви кажат нешто друго, ве лажат. Јас ги гледам од опозицијата. Ке дале решение, ама после изборите. Ги видовме нивните решенија ние 11 години. 11 години, наместо европеизација, гледавме антиквизација во државата. И заборавија на антиквизацијата. Сега, пак смислуваат некоја нова алтернатива која повторно не ја презентираат пред граѓаните. И затоа велам, единствена партија во државата, која има план за Македонија, е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Европската коалиција која ние ја предводиме. ДПМН ниту има план, ниту има визија за подобра иднина на државата. И затоа ве повикувам сите заедно да ја исполниме оваа цел. Да работиме заедно, да работиме напорно, затоа што со напорна работа нема недостижна цел. Како што напорно работевме за заштита на македонскиот јазик, на македонскиот идентитет, на македонската култура, кои благодарение на нас денес се дел од Европската унија. Минатата година, односно 2022 година, засветеа преговарачките кабини во Брисел, на кои пишуваше македонски јазик. Истата година, во Истанбул, на македонски јазик, се одржа заедничка литургија помеѓу Македонската православна црква и Вселенската патријаршија. Македонската православна црква после декади и декади беше примена во канонско единство со другите православни цркви. И сето ова, и членството во НАТО, и почнувањето на преговорите со Европската унија, и признавањето на Македонската православна црква е резултат на државничките политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата која ние ја предводиме. Ако беше поинаку, тогаш овие работи ќе се случеа од 2006 до 2016. Меѓутоа тогаш не се случи токму ништо. Тоа беше едно големо ништо за државата. Изгубени 11 години за граѓаните, за младите, за оваа генерација млади кои што сега тука ги гледам. Нашите политички противници се експертски манипулатори, но на тоа ги научи нивниот ментор Груевски. Тие нема да мрднат ни милиметар кон Европската унија. И нема ни да си ја признаат својата грешка. Не само што нема да кажат дека лажеле. Тие исто како Груевски ќе ги обвинуваат сите, ќе ги обвинуваат прво сите дома, ќе ги обвинуваат соседите и на крај ќе им биде крива и Европската унија. И сите ќе им бидат виновни, освен они самите. Тие едноставно сакаат да се вратиме во минатото, да ја закопаме иднината и да ја уништиме надежта за подобар живот на граѓаните, за да може полесно да ги плашат, за да може полесно да ги манипулираат и за да може на крајот на денот полесно да ги контролираат. Ние ја вративме демократијата во државата. Ние ја вративме слободата на медиуми во државата. И од тоа назад веќе нема. Нема да дозволат нашите граѓани да им се повтори она што го преживуваа 11 години кога никој не смееше да дигне глас за било каков протест. Па има ли поголем доказ за тоа од целото потврлање на нивните градоначалници? Видете што се случува во Скопје. И ништо друго не ви треба. Мафтаа со програми пред локалните избори, играа чочеци пред Белата палата, свиреа со трубачи дека победиле, за на крајот Скопје да стане најпрљавиот град во државата. Можеби најнеисчистен град и во Европа. Најзагаден град во Европа, град без јавен превоз, град без слободни тротоари, град без елементарни комунални
услуги. И драги сограѓани, ќе се осврнам на уште една тема. Јас знам дека граѓаните се борат со економска криза. Се борат со високи цени. Свесен сум за ниското ниво на доверба кон голем број на институции. И јас не живеам во заблуда дека некој може да биде безгрешен. И немам намера да кажувам дека се е совршено. Тоа нема да го направам никогаш. Само ќе ви кажам отворено и искрено дека ќе дадеме се од себе Македонија да продолжи да расте и да се развива. Граѓаните знаат дека во изминатите 7 години СДСМ обезбеди највисок раст на платите и пензиите досега, а граѓаните живеат во целосно обезбедена демократска држава на слободно изразување. И подобро може да биде и ќе биде само ако заедно продолжиме на патот кон Европската Унија. И не велам случајно заедно. Постојат наши другари со кои сме поминале години заедно. Тоа се наши сограѓани, членови на нашата партија, кои исто сакаат промени. Меѓутоа промените, големите промени, се случуваат заедно. Промена не можете да направите ако отидете против своите. Промена се прави кога сте заедно и кога имате јасна визија што сакате да направите. Печалење на грб на своите никогаш не ве води никаде. На крајот, пак, ќе бидете примени назад кај своите. Бидејќи, вие во живот може да изберете се. Меѓутоа, одорот не се бега. И ние сме едно големо семејство. Семејство кое обезбеди независна држава, предводено од Киро Глигоров. Семејство кое обезбеди кандидатски статус за државата во Европската Унија, со Шекеринска и Бучковски. Семејство кое обезбеди членство во НАТО со Зоран Заев. Семејство кое успешно се справуваше со корона кризата, со Оливер. И семејство кое успешно се справи со енергетската и економската криза со Фатмир и Сања. И затоа велам дека големите промени кон подобро, се случуваат само кога големи државотворни партии како СДСМ, заедно со вас, со граѓаните, преземаат храбри чекори напред. Така ќе биде и овој пат. Само СДСМ го има и кадровскиот потенцијал и политичката волја да направи нешто подобро и нешто повеќе за државата и за граѓаните. И затоа ќе ви кажам, ние работиме и затоа во некогаш и грешиме, но и учиме од грешките. И имаме план како да изградиме функционален систем по правилата на Европската Унија. Бидејќи СДСМ е единствената партија која ја постави и која работи да ја исполни визијата за европска иднина на нашата земја. И со таа визија ќе одиме до крај. Нема откажување од иднината. И драги мои сограѓани, пред самиот крај сакам да ви порачам дека од овие избори зависи дали ќе останеме на вистинскиот пат кој води кон просперитетна, развиена и европска Македонија, или ќе дозволиме Мицковски и ДПМН да не заглават повторно да копаме во минатото. Јас нема да дозволам Куманово, заедно со остатокот од земјата, нови 11 години да се заглави во кал, безнадежност и безизлезност. Тука влогот е и личен. И од тоа јас нема да отстапам. И затоа тука, од моје Куманово, ве повикувам на предстојните избори да го поддржите Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и претседателскиот кандидат Стево Пендаровски. Стево Пендаровски е победничкиот кандидат
кој ги споделува прогресивните вредности со јасна визија за европска иднина на државата. Во досегашниот мандат тој покажа што значи да се биде вистински председател на сите граѓани. Ве повикувам да ја поддржите и единствената опција која може да донесе реален прогрес. На 8 мај ќе ја прогласиме големата победа, а веќе на 9 мај, денот на Европа, денот на победата над фашизмот, ќе ја најавиме новата влада и ќе продолжиме со нова енергија да работиме за европска иднина на Македонија. Да сте ми живи и здрави, да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да живее СДСМ, да живее Европска Македонија.